Голем поздрав до вас, драги мои, од комплексот Етно село Тимчевски, каде што снимаме емисијата и денеска Вкусот на традицијата. Во моментот забележав дека на сите пазари е полно со ова прекрасно зелјесто растение штавеот, или народно кажано штавел, а во Куманово го викаат штавињак. Значи, насекаде има свое име, народно према регионот. Инаку штавеот има многу голема примена во македонската традиционална кујна. Од овој штаве се прават постни сармички или сармички со месо. Потоа се прави исто така баница, зелник, се прави пире, се прави чај од него, а посебно се препорачува кај луѓето кои што имаат проблеми со хемороиди. Чајот од листот на штавелот се суши на темно, студено, суво место и така се прави тој чај што помага за лекување на хемороидите, исто така и за проблеми кај мажите со простатата. Содржи многу витамин А, С, содржи многу железо, фосфор и многу други елементи. Затоа одлучив за денеска да направам постна сарма од штавеј со мелени ореви. За количина на 50 вакви листови ни е потребно 3 страка ситно сечкан прас, 150 до 200 грама ориз, 150 грама мелени ореви, една супена лажица црвен пипер, сол, мелен црн пипер или бибер, мешан сув зеленчук, масло по потреба за пржење на празот и оризот и потоа малку за полевање од озгора на тавата, една земјена тава во која што ќе ја наредиме сармата, тенџере и вода во која што ќе ги обариме листовите и тавче во кој што сето ова ќе го испржиме. Ќе ги отстраните тврдите делови, дршките. Докај што може ќе внимавате да не го оштетите листот. Вака скроени ќе одат во врела вода што врие, неколку минути само и потоа веднаш ги вадиме и го добиваме овој готов производ. Еве јас овде имам претходно обарени листови и помали и поголеми, с кои што ќе ја виткам сармата. Еве како треба да изгледат. Не им се плашете, ништо не им е и да се поткинат. Не им е ништо. Еве како со барењето ќе ја променат бојата. Значи, пред и по обарувањето. Го земам тавчето, го ставам на загреана рингла. Ставам малку масло. Прво го пржиме празот. Од моето досегашно искуство, сакам да ви пренесам дека во постните јадења многу повеќе одговара во потребните состојки прас отколку кроми. За многу јадења, не зборувам за сите, него за многу од јадењата, и за ќофтињата од печурки, ќофтиња од постни од тиквица, вакви тави, поубав вкус на постното јадење му дава празот. Меѓутоа, доколку немате праз дома, слободно користете и кроми. И ќе ви кажам исто така и за ова
сарма од штаве, доколку немате праса, се друго имате дома, ставете кромит и направете оваа сарма. И веќе е време да го додадам оризот. И тој малку да се пропржи на врелото масло. Токму тука ќе ги додадам зачините. Ќе додадам мешан суп зеленчук. Малку сол. Малку бибер. Доколку не ви сакаат бибер дома вашите и нема потреба да ставате. Ќе му ставам малку црвен пипер внатре, а потоа и одозгора. Малку црвен пипер и малку триена сол. И тука ќе ги ставам и оревите. Оревите се полни со магнезиум. Знаете колку се корисни, колку се секојдневно, барем по неколку јатки ореви треба да внесете. Го земам листот. Многу е битно во виткањето на сармата да знаете. Овој дел кој што е опачина на листот да ви дојде на долната страна. А тој другиот каде што го кроевме, каде што го отстранувавме стеблото, да дојде во внатрешниот дел на сармата. Така, сармите ќе ви бидат како посјајни, ќе бидат како лакирани, ќе бидат многу убави мазни. Овој лист ми е многу голем и ќе го пресечам на половина. Прво го затвараме со долниот дел. Повлекуваме малку наназад. Се годиме левата страна, ја преклопуваме малку, ја затвараме сармата до горе. Потоа со десната страна исто правиме. Го затвараме и овој дел. Овој дел малку го преклопуваме и почнуваме со виткањето. Секогаш ја повлекуваме сармичката накај нас. Ке стиснеме. Еве како изгледа. Еве како изгледа завиткана постната сарма со мелени ореви. Од озгора ќе ставам малку мелен црвен пипер или алпипер во вода растворен од озгора и така да се пече и со малку масло. Реков дека ќе ставам и малку сол. Потребно е уште малку сол. И вода. Треба водата да биде студена. Ќе досипам уште малку вода, да може оризот убаво да се свари. Малку масло од озгора. И листовите што ми остана, неколку. Ќе ги ставам од озгора да ги затворам сармите.
а потоа ќе ги извадам. Подготвена и ќе ја печам прво на 250 степени, потоа ќе ја намалам на 180 да си крчка така полека на тенане и да не испуштам за сите љубители на лукот, како едно од најздравите растенија. Во оваа сарма можете да ставите и малку лукче за вкус. Па како се погоди сармава посна денеска со мелени ореви, со Горан заедно работиме и заедно ќе јадеме. Имал късмет, тој вели дека ова му е омилена сарма на него. Еви јас да ставам да ја пробам. Да пробаме сега од твојата омилена сарма. Ова сака уште. Малку ќе ни биде ова, толку е вкусно. Прекрасно. Тебе ти се бендисува? Да. Ја погодив ли како мајка ти што ја прави? Баба ми. Како баба ти? Драги мои, ние имаме убаво црвено вино на овој ручек заеднички со Горан. Ве поздравувам, ви посакувам добро здравие, среќа, со вкусот на животот и вкусот на традицијата, да сме здрави и живи. И во животот секогаш е многу подобро да бидеш добар играч, отколку да бидеш нечија играчка. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.